Општина Сопиште да биде општина во која честноста, искреноста и вистинските демократски процеси ќе бидат движечка сила во пулсирањето и работата на локалната самоуправа, секако во интерес на сите жители на општината, но и за промоција на самата општина. Пред се да се воведат стандарди за квалитет на начинот во работата и услугите кон граѓаните, што всуштост би значило одговорна општинска администрација како сервис на граѓаните. Колку локалната самоуправа успева да го реализира сето ова, дознаваме во разговорот со првиот човек на општина Сопиште, Стефче Трпковски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Колку време е потребно од Сопиште да се стигне до центарот на градот? Па во овој период околу 15 минути. Така. Не е многу далеку, блиско е до центарот на градот, само неколку километри, а сепак имате можност да сте малку на повисоко и да дишете чист воздух, што е најважно. Па повеќето мислат дека Сопиште е дел од градот Скопје, административно, но ние не сме дел од градот Скопје, но сме поблиску до природата. Тако и нашето мото долго време. Блиску до градот, но поблиску до природата. Деновиве кога имаме високи температури, Сопиште беше споменувано како општина во која граѓаните прекумерно и нерационално за жал ја користат, односно ја трошат водата. Каква е состојбата со водоснабдувањето и каква е состојбата генерално со водоводната мрежа во оваа општина? Тоа што луѓето мислат дека сме дел од градот Скопје, можеби поради неколку проекти кои што се остваруваат заеднички со градот, меѓу нив и водоснабдувањето. 3 населени места, Сопиште, Ракотинци и Добридол, се снабдуваат со вода од водоводот на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. На терен како што е Сопиште, конфигурацијата, риско-брдски терен, вака народно кажано, е малце покомплициран систем. Систем кој што предвидува пумпни станици, резервари, издувни вентили, систем кој што треба континуирано да се следи. Точно имаме зголемена потрошувачка на вода, но и системот не функционира синхронизирано. Јас морам да истакнам дека изградбата на нови резервоари на територијата на општината и проектот Патишка река беа ваши приоритети кога стапивте на функција. Така, во долго време веќе, за жал, поради лошата комуникација со Водовод и канализација Скопје, долго време го проектираме просторот и планот за изградба на нов резервар. За да нешто направите, вие мора да се консултирате со тие што ќе го користат. Односно, потребни ни се параметри од водовод за позицијата, за притисоците, за количините, па и за моќта на пумпите кои што треба да туркаат вода до новиот резервар, а од тој резервар секако населението да користи водата. Ние сме во процес на проектирање, но клучни се информациите што ги чекаме од водовод за да може тој проект да биде финален. Морам да ве прашам и каква е состојбата со напајување со електрична енергија во вашата општина, затоа што квалитетното напајување со електрична енергија е неопходно за промоција на општината во смисол да ги исполнува сите инфраструктурни предуслови за квалитетен живот на жителите. Во таа насока ќе надополните и кои инфраструктурни проекти се во фокусот сега овој период на општината и локалната самоуправа. Нормално, струјата е едно од основните елементи. Во ЕВН Скопје во континуитет некаде од 5 до 7 години секоја година вложува средства за реконструкција на мрежата. Пред се тоа е каблирање на далеководите кои што поминуваат низ самите населени места. Не е солидна мрежата, се случува при поголеми невремиња да имаме недостаток на електрична енергија, но тој континуитет никогаш не сопрел. Секоја година некаде околу 5 милиони денари до 7 милиони денари ЕВН вложува во мрежата на наша територија. Кои сте други инфраструктурни проекти се во фокусот сега периодов? Имате ли градежни активности во општината? Инфраструктурата е секогаш на број така, еден. Сопиште се соочува со доста комунални проблеми во однос на водоснабдувањето, третирањето на отпадните води, изградбата на новите патишта, изнаоѓање на нови алтернативни сообраќајни решенија кои што ќе не поврзат со градот. Во моментов имаме две артерии кои што се функционални, тоа е преку Припор и другата е преку Батинци. Делот преку Тефрич е нешто оштетен, но тој дефект е во територија на општина Кисела Вода. Во разговори со градоначалникот, јас верувам градоначалникот на Кисела Вода е исполнителен, тој дефект ќе биде решен во текот на следната година. Така да со овие 3 артерии, сообраќајни артерии, Сопиште
е добро поврзан со градот. Општината станува се поатрактивно место за живење со сите предуслови за квалитетен живот кој што ќе ги овозможите вие. Се шири, се гради. Колкав е интересот за градење, но она што е најважно, каков е урбанистичкиот план за ширење и пренамена на земјиштето во Градежна? Да, Сопиште ужива голема атрактивност за домување. Големи се барањата за издавање на градежни дозволи, но нашата политика е ограничувачка од овие исти причини кои што до сега ги разговаравме. Нашите урбанистички планови кои што ги носиме и дозволуваме мора да бидат синхронизирани со ресурсите со кои што располагаме. Тоа е водата, сообраќајните решенија и напојувањето со електрична енергија. Носиме урбанистички планови, долго време не сме дозволиле. Мислам последната зграда која што е изградена во Сопиште, ќе се случило и тоа во минатото, но последните 12 години ние не сме дозволиле да се изгради стамбен колективна зграда. Се сведуваме на индивидуално домување со големи дворови, кои што сепак имаат некаков сооднос меѓу објектите, немаат објектите многу блискост меѓу себе и соодносот е во однос на погледот, ружата на ветрови и така натаму. Потврдивме дека Сопиште прераснува во елитна населба и секако голем е интересот кај граѓаните токму таму да изградат нешто или пак да купат стан од оние кои што досега се изградени. Меѓутоа, она што е многу важно за оние жители кои што живеат овде, дали има доволно супермаркети, банки, градинки, сето тоа што им е потребно на жителите нормално да функционираат и да имаат квалитетен живот? Знаете, државите кои што немаат пристап, со кои што континуирано ќе ги следат работите во своето општество, со текот на времето тоа општество добива повеќе проблеми во однос на финансиите, економијата, животната средина, здравството. Така да во руралните општини како што е Сопиште се уште функционираат проекти кои што се изградени во минатото и тоа проекти изградени од самите жители како работни акции. Во овој дел континуирано работиме. Имаме предвидено изградба и на трговски центар, кој што за жал веќе 3 години чека на одлука од управниот суд. Иако еднаш управниот суд одлучи во корист на изградбата на трговскиот центар, жалителот, подносителот на туџбата повторно се жалеше и сега сме на Виш управен суд. Се надевам дека ова постапка ќе биде брзо решена со изградбата на овој трговски центар, ќе се решат овие работи што вие ги спомнавте. Ете, тоа е поврзаноста на институциите од кои што зависи локалната самоуправа за да може да ги реализира проектите кои што генерално ќе овозможат развој на општината. Токму така. Секогаш овие недостатоци што се случувале во минатото паѓаат на грбот на новите генерации кои што доаѓаат. Општина Сопиште е рурална општина која што нејзиниот буџет е негде околу 88 милиони денари. Поголемиот дел од тие средства идат за плати, за придонеси, за сервисирање на сите оние основни елементи. Многу мал е делот со кој што општината вложува во инфраструктурата. Ние зависиме од финансиските домашни и странски куќи, кои што во минатото ни помогнаат поголемите, покрупните инфраструктурни проекти да ги реализираме, но за една ваква нормална реализација и изведба на овие поголеми комунални проекти, и тоа како е битна комуникацијата со Министерството, со институциите. Многу е битно функционирање на државниот апарат. Полека дојдовме до она што е најважно, финансиите кои што се неопходни за реализирање на сите планирани проекти. Поттука и би сакала да ве прашам кој е моделот за економско јакнење и развој на општината со оглед на тоа дека во општината нема индустрија, нема некои поголеми фирми за да можете на тој начин и да се зајакнувате економски. Со честно домаќинско работење се постигнува. Ги спомнав пред малку финансиските агенции, јавните институции кои што ни помагаат во реализацијата на овие проекти. Се обидуваме да излобираме средства од домашните и странските агенции, финансиски агенции. Градењето, концесиите се главниот елемент со кој што се финансира нашата општина. Новата мерка која што владата ја најавува и таа сигурно ќе придонесе во
во Ќе биде брза одлична реализација. финансиска инекција за општините. Секако. Имате ли Руралните го општини- подготвено веќе проекти за кои што би ги искористиле средствата кои што ќе ги даде владата? Проектите се дефинираат како повеќе наменска задача и истите се резултат на реализирани помали задачи. Едно од тие помали реализирани задачи се комуникацијата со институциите. Така. Комуникацијата со министерството. Замислите, ако сакате да реконструирате или да изградите нов пат, проектот ќе покаже дека таа траса, сигурно на таа траса има приватно земјиште кое што треба истото да биде предмет на експроприација. Агенцијата, односно Агенцијата за имотно-правни односи при Министерството за финансии, тоа не може да заврши во рок од 3 до 4 години. Толкав еден мандат на еден градоначалник. Или замислете носење на урбанистички план, доколку комуникацијата, системот, државниот апарат не функционира синхронизирано, урбанистичките планови може да се носат по повеќе од 4 години. Така. Сето тоа е клучно за економскиот развој. Не може вие да планирате, проектирате економски развој, доколку основните работи, како што е проектирањето на еден обичен резервар за вода, чека податоци или параметри од водовод, за да знаеме со кои димензии да го проектираме овој резервар за вода, кој што утре ќе биде пак во функција не само на граѓаните, туку помагаме на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Комуникацијата е многу побитна од финансиската помош која што е значилна од страна на владата што ќе добиеме. Мислам дека за оваа година се проектира негде околу 300.000 денари, а 300.000 евра се извинам. Тоа не се мали пари за една рурална општина, но не можеме сите проблеми да ги решиме со оваа сума. Предизвиците се пред вас, ве очекува многу работа и иако може би помалку важно од економски аспект, но сепак е значајно за промоција на општината и спортските активности. Се градат ли спортски игралишта, терени и кога сме кај спортот, би сакала да споменам дека мототрките пред повеќе години беа символ на општината. Ќе возобновите ли оваа традиција? Сите наши активности се во консултација со населението, преку местните заедници, се гледаме со местните заедници и одлуките кои што сакаме да ги донесеме секогаш се во координација со местните заедници. Мототрките кои што се случуваат некаде 90-тите години во Сопиште, за жал не можеме да ги обновиме на истиот терен кој што е навистина убав терен и ги задоволува сите критериуми. Веќе тој простор е населен и сигурно тие мототрки ќе пречат за нормално живење на луѓето кои што веќе имаат изградено домови во Дојдел. Што е со спортските терени и игралишта, има ли и дали се доволно? Во континуитет ги градиме, до сега имам изградено повеќе од 6 спортски терени или па реконструирано на постоечки. Следно што треба да се изгради во општина Сопиште е спортска сала, веќе проектот е изготвен, земјиштето е урбанизирано, ги имаме сите потребни документи за изградба на спортската сала. Сега работиме на изнаоѓање на средства за реализација на неважното. Која ќе биде вашата порака до жителите кои што живеат во општина Сопиште, како прв човек на општината? Па имаат многу убав предел, имаат многу убава општина, и тие што се тука автохтоно населени, и тие што доваѓаат. Таа убавина треба заеднички да се чуваме и да се ја сакаме. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Ви посакувам успешно работно лето и се гледаме за извесен период да видиме што сте направили и да ги сумираме резултатите. Благодарам на поканата. Ние продолжуваме понатаму.